Советот со ова го прекрши законот за специјалното јавно обвинителство и го узурпира самиот договор во пржина. И надавам дека ќе ја коригираат во најскоро време нивната одлука. Значи, јас се надевам дека Советот на јавни обвинители ќе го избере и останатиот дел од мојот тим. Друг тим нема и тоа ќе биде што ќе работи. И мислиме дека тоа е сосема доволно, а да имате во предвид дека јавното обвинителство, одделни јавни обвинителства се наоѓаат пред колапс. Јавното и тоа. Јавното обвинителство во Кичево, јавното обвинителство во Битола -3, јавното обвинителство во Гостиар кој има 1000 предмети за остаток. Зашто денес Јавното обвинителство, кои други јавни обвинителства? Значи, Скопското јавно обвинителство во многу лоша состојба, ако е тук. Значи, зашто сега го кажувате ова? Ова го кажавме, сега ќе кажам, 3 години ќе зборуваме. Не, извинете. До Министерство за правда се обратив 2 пати писмено, предходниот председател 5 пати писмено. Никогаш не свикавте Да. Тоа е се има пресконференција. годишниот извештај кој го слушаше на Советот на јавни обвинители, годишниот извештај, јас алармирав, реков немаме луѓе, обвинителството е пред колапс. Одделни обвинителства, некои се подобри, а некои се веќе дното го достигнаја. И ова сета состојба предизвикува да моравме и тука да го намалиме бројот на јавни обвинители. Од обвинителството, како што слушнав и јас, дека од Скопското ниеден не е избран. А е избрано од Гостивар, а вела дека има многу... Зошто Елизабета Јосифовска ја избра? Извинете. Ако во Гостивар има заостаток, зошто Бети ја избра? Да те обид да пропадне целиот договор, а Апсолутно не, од мене нема ништо да пропадне. Само може да очекувате одлуки. А гледате обид дека се бори некој против? Мислам дека не знаете читаат закон и тоа е. И ќе понатаму, ако треба, ќе работам со половина тим и во секој ден, ако треба, ќе доставувам до Советот да ми го дополни тим. Барање на повеќе обвинители, главни обвинители, значи представници на сите обвинителства, вчера имавме состанок на кој баш како причина за реакција, не или како повод за реакција беа наведените планови за така високи плати. Платите се регулирани со закон и платите знаете колку треба да изнесуваат, колку една плата на еден обвинител во организиран криминал. Меѓутоа, надоместоците кои јавните обвинители за организиран криминал не ги добиваат, а работат на предмети против терористи, против наркокартели, против ИСИС и против други, они немаат такви придонеси, работат дење и ноќе и на секакви услови. До сега ниту се предвидени во законот, ниту како такви се дадени. Ние ќе бараме од владата исто така да ги добиеме доколку некој ги добие тие надоместоци и ние да ги добиеме. Дали се кривичен политичкиот договор, зашто токму сега го зборувате ова? Ние не сме политичка институција и нас политичките договори не ни интересираат. Ние постапуваме согласно законот. Ако некој донесе политичка одлука да формира политичко обвинителство, јас се гордам што ние не сме политичко обвинителство, а политичкото обвинителство нека си постапува согласно. Специјалното обвинителство значи политичко обвинителство за вас? Па ако вие имате политички договор за некоја личност спротивно на сите правила и носење на закон спротивно на сите правила и барање на избор спротивно на сите законски правила во републиката, тоа сметам дека тоа политичко. Конкретно ќе го поднесете на Уставен суд? Да, ќе поднесеме, да.